исплука сето тоа за што се боревме во изминативе 2 години. Не може, Георги, не може. Сакам да замолам за една работа. Од вчера имаме приведени, според моите информации, 13 соборци, се уште не им се знае судбината. Имаше приведени на 5 мај. Верувајте ми, многу им е потребна нашата подршка. Ајде да аплауз. Браќа и сестри, со вас сме. Со вас сме. Ја денеска сум најмалку тука за да се жалам за едностранното, недемократско и најскоро кажам исклучиво селјачко и одвратно простачко само да распишување на избори од страна на ВМРО ДПМН. Немам веќе намера да се објаснувам со граѓански методи со политичари кои што познаваат само наследство. Овде сме да им кажеме дека нема да ви помине. Нема да ви помине. И на крај, би сакал да замолам уште една работа. Секој од нас си одлучува како ќе протестира и никој нема право да ви се меша, ниту јас, ниту било кој. Меѓутоа сакам да замолам да не применуваме наследство кон полицајците, освен доколку не е самоодбрана или нужна одбрана. Немам јас лично, немам ништо против овие луѓе кои што слушаат наредби. Имам против криминалците што МВР го претворија во своја партиска тепачка служба. Нема правда, нема мир! 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 Јас сум од хулиганите. А ова овде зад нас е наше. Со наши пари е направено. И тие што се внатре, од прв до последен, со наши пари ги плаќаме. Доста беше молење и понижување. Тие треба нам да ни служат. Ние сме газди и нашето ќе се слуша од сега. Ние не сме криминалци. Криминалец е председателот. Оставка! 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 Криминалци се оние кои ги крие и ги штити. Криминалци се судиите и јавните обвинители кои не ги судат и гонат. Полицијата која што застанува во одбрана на криминалците, а не тепа нас, станува криминална полиција. Нивните раце се до лактови во нашите пари. Ние не мамиме и не крадиме. Тие мамати крадат. Тие не заседнале на нашиот грб и не молзат до безсвест. Тие ни го уништија минатото, ни ја обезвреднија сегашноста и ја одземаат иднината на нашите деца. Останавме без иднина, луѓе. И имаме право да се буниме. Кога власта ќе ги прекрши сите закони, кога власта ќе го погази правото, кога ќе ги затвори вратите на правдата, ни останува само да се
побуниме, имаме право да се побуниме. Ако не се буниме, тогаш не сме луѓе, туку сме овци. Ова е наше. Не сме дошли овде да го срушиме. Не сме дошли да го уништиме. Не треба да го бранат од нас. Ние само бараме да се вратат назад тие што се платени со нашите пари и да ја спроведат нашата волја. Прво, да се тргне креатурата која што седи во председателското столче. Да запре спроведувањето на лажни избори. Да се избере експертска власт која што ќе го врати владењето на правото наместо владењето на мафијата. И да бидат судени и осудени сите криминалци од власта, затоа што се додека нема правда, нема да има мир. Нема правда, нема 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 мир. Соборци и соборки, вчера немаше правда. Аболицираат криминалци, а вчера приведоа невини луѓе. Ве молам да кренеме раката за нашите соборци кои се во притвор. Бараме слобода! 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 Им ја испракаме оваа порака дека сме со нив и цело време ќе бидеме со нив. Почитувани соборци, овој режим не се плаши од судот, не се плаши од тоа што ги крши законите, не се плаши од полицијата, не се плаши од меѓународната заедница. Овој режим се плаши од вас. Овој режим се плаши од илјадници луѓе по улиците. Овој режим се плаши од својот 5. октомври, а Никола Глевски како трнал ќе си го добие. Оваа власт е одамна нелегитимна. Слушнавме како крадеа избори во 2011 година, како крадеа избори во 2013 година, слушнавме како видовме како ги украдоа изборите во 2014 година. Нив им е одземен легитимитетот и нема да учествуваме на избори уште да добијат легитимитет после се. Нема избори на 5 јуни, нема учество на избори кои не се фер и демократски. Готово е, готово! 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 Готово е! Почитувани пријатели, оној што себе си се нарекува председател на државата, од пред некој ден е соучесник во злосторничко здружување. И многу едноставно ќе кажам како. Луѓето во собранието кои беа дојдени преку нефер избори и украдени избори, се изгласаа суди во Уставниот суд, кои се исто така изгласани преку нелегитимно собрание. Тие нелегитимни уставни суди му дадоа на председателот можност да ги аболицира оние кои ги украдоа изборите. Тоа е злосторничко здружување, тоа е пример. Избори на 5 јуни
не смее да има затоа што нема прочистен избирачки список, затоа што државата не се одвои од ВМРО и од УИ, затоа што немаме